9 мај 2015 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. И покрај тоа што заврши законскиот рок за исплата на ланското грозје, се уште има винари кои и останаа должни на лозаропроизводителите. Проблемите во лозарството со неисплаќањето на грозјето во утврдениот рок продолжуваат и понатаму. Ниту законот за земјоделство не го надмина проблемот со исплатата на откупениот род од лозарите. Иако 30 април беше последен рок да се плати купеното грозје од претходната реколта, овој рок помина, се уште има винарски визби кои им должат на лозарите. Не е мал бројот на лозарите кои пак останаа со кратки ракави и не добија пари за грозјето од ланската реколта. Се уште има лозари кои не можат да си ги наплатат парите од визбите и за родот од 2013 година. Сметам дека е потребно сите кои имаат пари за побарување од визбите да започнат судска постапка и со тужби да си го бараат тоа што им следува, рече председателот на Агротиквешија Љупчо Аризанов. Според него, исто така и државата треба да се вклучи во решавање на овој долгогодишен проблем кој создава огромни проблеми во лозарството. Аризанов вели, парите за ланскиот род не се исплатени, иако производителите имаа огромни трошоци за заштита на лозјата, сега повторно треба да инвестираат во хемиски средства за да го заштитат родот, а пари немаат земено. Согласно законските прописи, откупувачите на грозје имаат обврска од купениот род да го платат најдоцна за 180 дена. Сега на потек се институциите. Визбите кои не ги подмириле старите обврски не може да добијат лиценци за откуп на грозје од новата реколта. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата започнува кампања за велосипедизмот. Активно се вклучува и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот Кавадарци. Ке се подига свеста за поголема безбедност на велосипедистите. Велосипедизмот представува економски, енергетски и еколошки најодржлива форма на сообраќај која што има силно и позитивно влијание врз здравјето на луѓето. Ваквите карактеристики го детерминираат развојот на велосипедизмот како мощна значаен од повеќе аспекти на негова секојдневна употреба во општеството, а со тоа се наметнува и потребата за постојана грижа за поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот, кои представуваат една од најранливите групи на учесници во сообраќајот. Согласно тоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а преку него и Општинскиот совет за безбедност Кавадарци ја започнува акцијата за поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот во склоп на кампањата за поголема безбедност на ранливите групи учесници во сообраќајот на патиштата. Во рамките на акцијата подготвени се сообраќајно едукативни материјали со практични совети за велосипедистите и останатите учесници во сообраќајот, кои во текот на месец мај ќе им бидат делени на сите учесници во сообраќајот, посебно на велосипедистите. Во рамки на кампањата исто така ќе бидат организирани повеќе настани, велосипедски дефилеа, маршеви, сообраќајно едукативни предавања, се со единствена цел промоција на велосипедизмот како алтернативен облик на сообраќај, подигнување на свеста кај велосипедистите за важноста за почитување на сообраќајните правила и прописи, користењето на опрема за пасивна безбедност, техничката исправност на велосипедите и друго, како и подигање на јавната свест кај сите учесници во сообраќајот за почитување на велосипедистите како рамноправни учесници во сообраќајот. Во акцијата ќе бидат вклучени повеќе надлежни институции и организации, голем број невладини организации, како и сите електронски и печатени медиуми. Целта на кампањата, вели организаторот, е да се намали бројот на жртви во сообраќајни несреќи велосипедисти и да се подигне сообраќајната култура и етика кај сите учесници во сообраќајот. Од утре Македонија ќе биде зафатена со повисоки температури кои ја дефинираат жолтата алертна фаза. Здравствените власти со апел до населението да внимаваат на своето здравје. Живата во термометарот од утре во земјава ќе се искачи до 34 степен, а тоа ја карактеризира жолтата алертна фаза. Станува збор за повисоки температури за овој период од годината и потребна е посебна внимателност за заштита на здравјето на населението заради потребниот период за адаптација кон повисоките температури. За таа цел
Здравствените власти апелираат да се почитуваат општите препораки за заштита од повисоки температури, а посебно внимателни да бидат постарите, хронично болни лица кои треба редовно да ја земаат препишаната терапија. Пред употреба задолжително е миењето на земјоделските градинарските производи, свежи од зеленчук и овошјето, термичка подготовка на храната и нејзина консумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на плюс 8 степени, а пред употреба да се загрее на плюс 100 степени. Избегнувајте производи кои термички не се обработени, пример мајонези од домашни јајца, а внимателно да се конзумира сладоледот и разните кремови. За време на топлиот период во денот од 10 до 17 часот избегнувајте напорни физички активности, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности. Неопходните работи завршувајте ги до 10 часот или после 17. Носете светла и лесна облека зашто светлите бои ја рефлектираат светлината. Останете во затворени климатизирани простории. Обичните вентилатори не помагаат кога температурата е над 35 целзиусови степени. Затворете ги прозорците и ролетните во текот на денот, а отворете ги навечер кога температурата е пониска. Понатаму во општите препораки се нагласува: внесувајте помало количество храна, избегнувајте мрсна и висококалорична храна, како и храна која содржи поголемо количество на шеќер. Внесувајте големо количество течност, не чекајте да бидете жедни, почнувајќи од обичната вода за пиење па до минерализирани безалкохолни пијалоци. Одбегнувајте алкохолни пијалоци и пијалаци кои содржат кофеин, како и екстремно ладни пијалоци. При неопходен предстој на отворен простор најдете можност за почести одмори под сенка и избегнувајте директен предстој на сонце. Кога сте во своето возило, отворете го прозорецот за да овозможите вентилација на воздухот. Целосно затворените возила стануваат многу жешки. Не оставајте никого во возилото. Понатаму, здравствените власти апелираат хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, редовно да бидат дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. За сите промени во здравствената состојба, задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Ако чувствувате зашеметеност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, побарајте помош, преселете се во постудено место колку што е можно побрзо и измерете ја својата телесна температура. Веднаш напиете се вода или негазиран минерален пијалак за да се рехидрирате. Ако имате болен мускулен грч, најчесто во нозете, рацете и стомакот, што побрзо одморете се на студено место и напиете се течност која содржи електролити. Лекарска помош е потребна ако топлотните грчеви траат подолго од 1 час, препорачуваат здравствените власти во земјава. Над 1000 слободни места во средните училишта во Велес за новата учебна година. Средните училишта во градот во идната школска година планираат да запишат над 1000 ученици. Министерството за образование го објави конкурсот за упис во средно. Според распоредот, 4 училишта во Велес имаат слободни места за 1156 ученици. Предвидено е да се формираат 27 паралелки. Традиционално, најмногу слободни места и овој пат има во стручното Коле Неделковски. Овде, според конкурсот на Министерството за образование, предвидено е да се запишат 408 ученици распоредени во 12 паралелки. 2 од нив ќе одржуваат настава на албански јазик. Освен електро и машински струки, училиштето нуди и угостителско образование. Во една паралелка ќе се изучува туризам, а може да се стекнат и основни знаења за келнер и готвач. Гимназијата и хемиското Димитрije Чуповски годинава нудат идентичен број слободни места за нови средношколци. Двете училишта предвидуваат да запишат по 238 ученици, ќе формираат по 7 паралелки. И годинава во гимназијата ќе се формираат 2 спортски паралелки, ќе се изучува фудбал и ракомет. Половина од слободните места во хемиското пак се наменети за здравствената струка. Во 4 паралелки ќе се нуди образование за медицинска сестра, физиотерапевт, фармацевт и козметика. Најмалку ученици годинава е предвидено да има економското Јовче Тесличков. Тука е предвидено да има 6 паралелки со вкупно 204 ученици. 3 паралелки се наменети за струката економски техничар, а во останатите ќе се изучува деловното и банкарско работење, додека една паралелка ќе се формира за струката продавач.
Првиот рок за упис во средно образование ќе се одржи идниот месец. На 22 и 23 јуни завршените основци ќе можат да конкурираат за слободните места во средните училишта. Со свечена манифестација во Домот на културата Иван Мазов Климе синоќа на 112 годишнината од смртта на својот патрон, 40 години постоење, одбележа Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Доделени беа јубилејните награди за вработените и признанија за истакнати ученици. Со свечена седница во Домот на културата Иван Мазов Климе, 40 години постоење, синоќа одбележа Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Славејќи го патрониот празник, ликот и делото на Делчев на 112 годишнината од смртта на најголемиот македонски револуционер, училиштето ги спои во едно успесите, залагањата, традицијата и идеалите на Делчев во богата културно-уметничка програма. Присутните во салата ги поздрави директорката на училиштето Весна Крстева, зборувајќи за патот по кој чекори ова основно училиште. Денес го славиме патрониот празник, го славиме името на големиот великан на македонската национално-ослободителна борба Гоце Делчев. Од плејадата борци, револуционери кон крајот на 19. век, високо се издигна името на Гоце Делчев, кој подоста стана символ на борбата за слобода на македонскиот народ. Голема чест и задоволство е кога името на Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци се споменува паралелно со имињата на нашите ученици кои високо котираат на надпреварувачките листи на локално, регионално, државно ниво, благодарение на наставниците и менторите кои со својата професионалност и знаење ги насочуваат успешно учениците и го водат наставно-образовниот процес. Наставниот кадар е стручен, ги следи сите промени, нови методи и техники на работа. Посветено ја насочува и поттикнува едукативната и креативната моќ кај учениците. Составен дел од севкупниот, воспитно, образован процес е и стручниот тим, кој успешно се вклучува и ги поддржува сите активности во нашето училиште. Нашето училиште храбро чекори по скалилата на успехот и гордо го носи името на нашиот револуционер и идеолог Гоце Делчев. Тоа го докажуваме преку секојдневните активности, проекти, остварени контакти и соработки со многу училишта во и надвор од Република Македонија. Зад нашите успеси стои макотрпна работа која бара добри организаторски способности, многу време и вложен труд. Зад нас е година запаметена по многу успеси, надпревари, предизвици кои го афирмираат училиштето во локалната средина, во општината и во Републиката на меѓународно ниво. Ако е една од најголемите инвестиции образованието, како директор на училиштето, моите заложби се и ќе бидат насочени кон осовременување на наставата и обезбедување на идеални услови за нејзино реализирање. Мојот адут за успешност е креирање на училиште со модерно образование според европски стандарди, кој на учениците ќе им пружи нови видици кои ќе бидат основа за поуспешна надградба и исто толку генерации на ученици и квалитетно подготвени за евокација и развој како идни граѓани на Република Македонија. Виновникот за успесите, одличната соработка, довербата и позитивните вибрации е директорката и нејзиното менаџирање, посочи учениците од нивно и од име на вработените во училиштето. За безпрекорно и успешно функционирање на училиштето потребно е добро координирање и организирање на работата. Таа функција во нашето училиште многу успешно и вешто ја врши нашата поштувана директорка госпоѓа Весна Крстева. Да ја поздравиме и да се заблагодариме на нашата директорка, по чие успешно менаџирање училиштето доби нов стил, имидж и лик. Уште со своите први чекори во училиштето внесовте топлина со својата позитивна енергија, која пренесовте на сите нас, вработени и ученици. Се заблагодаруваме за срдечноста, за разбирањето, за поддршката на учениците и наставниот кадар и отвореноста кон соработка, за позитивната клима која продува со успеси и остварување на замислените цели.
На свечената седница синоќа Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци ги додели традиционалните награди со кои беа прогласани првенците на генерацијата. Директорката на училиштето со вакви признанија ги почести Благоја Гроздановски, Оливера Панова, Борис Иванов и Ана Пешич. Од името на сите накратко се обрати Оливера Панова. Сакам да се заблагодарам до наставниците и менторите кои не поддржаа, не поттикнаа, не мотивираат да ги постигнеме овие успеси. Овие 9 години нема никогаш да ги заборавиме. Наградени беа и учениците со континуиран одличен успех: Евица Дојовска, Антонио Јованов, Ружди Гасасив, Ангел Николов и Јован Камчев. Со јубилејни награди беа почестени вработените за остварен работен стаж во училиштето. Председателот на синдикатот Радка Кулева награди им врачи на наставниците Васка Пазовска и Тони Стојанов. Во чест на патрониот празник и година во училиштето имаше распишано конкурс за прозни, поетски и ликовни дела. За најуспешните од конкурсот синоќа наградите ги доделија наставниците по македонски јазик и ликовно образование. По официјалниот дел од свечената седница славењето по повод 40 години постоење на училиштето продолжи со богата културно-уметничка програма. Преку песни, стихови и драматургија учениците накратко го опишаа раѓањето, делото, животот и смртта на нивниот патрон Гоце Делчев. На крајот во фоајето на Домот на културата отворена беше изложбата на која своите ликовни дела ги представија учениците Евгенија Наневска и Благоја Гроздановски, а сите присутни има можност да дегустираат од богатата трпеза со традиционални македонски јадења подготвени од родителите. Детската градинка Фемо Кулаков од Неготино утре ќе го прослави својот 55 годишен јубилеј. Со богата програма подготвена од воспитно-образовниот кадар на градинката, а представена од дечињата, детската градинка Фемо Кулаков од Неготино утре ќе го прослави својот 55 годишен јубилеј. Целата прослава ќе се одржи утре најпрво во просториите на детската градинка со почеток од 11 часот, каде вработените на установата, представници од Советот на родители, представници од локалната заедница, Сдруженијето на борци и членови на фамилијата на патронот ќе положат свежо цвеќе на спомен бистата на Фемо Кулаков. Со почеток од 18 часот во Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино ќе се случува централната прослава, односно како што најавуваат од градинката, спектакл на кој присутните поканети гости ќе имаат можност да проследат приказна представена од децата, а ќе биде поврзана со пролетта, цвеќето и христијанскиот празник Ѓорѓовден. Инаку детската градинка Фемо Кулаков успешно ја живее својата 55-та година, а во интерес на подобро образование на предучилишните деца, стручниот тим од двата клона на градинката константно е дел од обуките за унапредување на раниот детски развој, преку имплементација на стандардите за рано учење и развој кај децата од 0 до 6 години. Тимот и понатаму ќе продолжува да се едуцира со што ќе се подобрува квалитетот на планирање и реализација на програмата за рано учење и развој, а секако придобивки од целото ова ќе имаат децата кои ја посетуваат градинката. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино во четврток во Центарот за култура Ацо Ѓорчев ќе прикаже мюзикал подготвен од 9 одделенците. На крај од вестите прогнозата за времето. Утре не очекува сончево и топло време со максимална температура до 32 степени. Информацијата за времето беше последна во ова издание на вестите. Благодарам за вниманието и ви посакувам пријатни мигови со програмата на регионалната КТВ. Секое добро.